Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Учебната година треба да продолжи во интерес на учениците и образованието. Правото на штрајк е уставно загарантирано, но исто така и правото на образование кое не смее да биде нарушено. Интересот на децата, на нивното образование, мора на сите да им биде приоритет, без уцени, туку со разум да се пристапува, да се разговара и преку диалог да се дојде до решенија. СДСМ е политичка партија која што конкретно со бројни мерки и политики покажала дека го цени и го вреднува трудот на наставниците, професорите, на сите работници. Во образованието СДСМ ги покачи платите за 21%, 5 пати повеќе од времето на ВМРО ДПМНЕ, кога се покачија едвај за 4%. СДСМ е партија која ги подобри условите за работа во воспитно-образовните институции. Реконструиравме и изградивме над 80 училишта, а за оваа година за капитални инвестиции во образованието издвоивме над 1 милијарда денари. Изградивме стотици училишни спортски сали, исто така оваа учебна година опремивме 264 кабинети по природни науки и издвоивме 54 милиони денари за образовни асистенти кои веќе им се на располагање на децата со попреченост. Од 2017 година до сега отворивме 61 градинка, а годинава ќе се отвораат дополнителни 10 нови детски градинки. За истиот период, платите на воспитувачките во градинките во просек ги зголемивме за 6000 денари од времето на ВМРО ДПМНЕ. Сето ова го постигнавме низ партнерски однос и диалог со сите засегнати страни. Одбивањето на предлогот на владата, предводена од СДСМ, за зголемување на платите за 10% и нова методологија за постојан раст на платите од страна на СОНК, покажува дека раководството на овој синдикат не се води од интересите на наставниците и учениците. Во време на глобална економска и енергетска криза, раководството на СОНК одбива значително покачување на платите во просек од над 2500 денари. Се одбива на овој начин вкупно покачување од 31% на платите за периодот од неколку години. Тоа не е разумен став, туку уценувачки, кон образовниот процес и кон самите ученици и нивните родители. Платите во образованието и оваа година ќе се покачат, но истовремено ќе се создаде нова методологија со која платите на наставниците ќе растат во континуитет. Пролонгирањето на учебната година ќе создаде нови проблеми кои на крајот ќе бидат врз грбот на учениците, родителите и наставниците. Затоа, потребно е раководството на СОНК да престане со уцените, да се врати на диалогот, учебната година да продолжи во интерес на децата и учениците. Благодарам.